Почитувани студенти и професори, почитувам професор Елена Јованова Груевска, председателка на Отворените денови на Институтот за македонски јазик и директор на институтот, почитуван ректор професор Јанкуловски, почитуван професор Људмил Спасов, председател на Советот за македонски јазик, почитуван професор Виктор Фридман, голем пријател на Македонија, американски лингвист и еден од најпознатите македонисти во светот. Благодарно што денеска овде сте со нас. Почитувани присутни, продолжувачи на делото на Блаже Коневски, еден од кодификаторите на современиот македонски литературен јазик. Значајна личност на македонската книжевност, филолог, преведувач, професор, прв председател на Македонската академија на науките и уметностите. Инспиративен ум за своето време, кој своето огромно знаење го става во служба на идните генерации. Наследството на Коневски е темел на македонскиот јазик, а со тоа и темел на македонскиот идентитет и во македонската национална култура, но и со безвременско значење поради поставеноста на Коневски кон иднината, како приврзаник на сваќањето дека јазикот е жива материја. Затоа Коневски е патоказ и денес. И затоа е доволно да се препрочита Коневски, за да се биде спокоен и сигурен дека сме на вистинскиот пат. Јазикот е нашата татковина. Е неговата позната порака, аманет кој ни го остави. Но Коневски посочили дека од нас зависи дали јазичната средина ќе биде загрозена или не. И ова не е помалку важно. Напротив, е мотив и обврска за секој кој се смета или се гледа за продолжувач на неговото дело. Денес македонскиот јазик е официализиран после Обединетите нации и во Европската унија. Јас сакам да споделам со вас нешто многу интимно. Јас бев дел од нашиот преговарачки тим кој што обезбеди почеток на преговорите со Европската унија. Тоа беа тешки преговори. Се преговараше со Бугарија, се преговараше со Франција, беа вклучени и другите земји од Европската унија. И целата јавна дискусија, сите напади кои што ги имавме и од надвор, сите напади кои што ги имавме внатре, целиот тој дискурс кој што го имаше во тие месеци, предизвикуваше едно тешко чувство кај нашиот народ, кај граѓаните, кај македонците. И тоа чувство јас го делев. Јас го имав истото чувство во тие преговори, како што го имаа сите наши граѓани. Чувството беше како некој со нож да ви го сече стомакот. Такво чувство има. Но на крајот на денот, некој мораше да донесе одлука. Таа е одлука за иднината на оваа и иднината на генерациите на наши деца кои што доаѓаат. Дали ќе избереме концепт со крената глава, како македонци, со заштитен македонски јазик, да ги отпочнеме преговорите со Европската унија. Тоа е целта која што пред 31 година сите граѓани на оваа држава им ја оставија како аманет на сите влади. Јас знам дека на тој пат нема да биде лесно. На него ќе има пречки, на него ќе има предизвици и сите заедно мора да се справиме со нив. Но на крајот на тој пат е големата награда, а тоа е членството во Европската унија. Во Европска унија тоа е асоциација на држави, единствена со Соединетите американски држави, во која што има економски напредок, социјална правда и владење на демократијата и слобода на критичко изразување. Со крената глава, со заштитен идентитет, како македонци кои говорат македонски јазик, да седиме
на големата маса во Брисел. Другиот концепт е концепт на лажна гордост, изолирани, сами, сиромашни граѓани, кои седат на малата маса, раскарани и со соседи, и со Европска унија. Тоа нашите граѓани не го сакаат. И денес македонскиот јазик е официјален јазик после Обединетите нации и во Европската унија. Само пред неколку дена Советот на Европската унија ја усвои одлуката за потпишување на договорот за гранично управување помеѓу Европската унија и Република Северна Македонија на чист македонски јазик. Потпишувањето на тој договор ќе се случи во текот на наредните неколку недели. На потпишувањето, јас со мене ќе ги повикам и професорката Груевска и професорот Спасов. Тие да дојдат со мене. Не политичари, не кабинетски службеници, туку професор Спасов и професор Груевска. Нема никакви додавки, нема никакви звездички, чист македонски јазик стои во тој договор. Тоа е првиот договор кој што Македонија го потпишува со Европската унија и во кој што стои чист македонски јазик заедно со сите други јазици во Европската унија. Тоа е ветувањето кое што јас го дадов и тоа е ветувањето кое што го исполнив. Нема повеќе ни поединечни внимателни формулации од типот јазикот на Блаже Коневски, Матеја Матевски. Ништо слично на тоа. Чист македонски јазик. Денес јасно и гласно во официјални изјави на сите европски лидери, на представници на меѓународната заедница, прецизно се употребува терминот македонски јазик. Сите оние медиуми, сите граѓани кои што ја следаа првата меѓувладина конференција со Европската унија, можеа да видат дека јас зборував на македонски јазик, а дека на преводот стоеше македонски јазик. И целото законодавство се преведува на македонски јазик. Македонскиот јазик е рамноправно застапен заедно со сите други европски јазици во Европската унија. Ако јазикот е нашата татковина, а македонскиот јазик е признаен на рамноправна основа меѓу европските јазици, зашто прв доказ е договорот Фронтекс, а и целокупното европско законодавство, како што кажат, се подготвува да се преведе и на македонски јазик. Тогаш по членството во НАТО, со што ги осигуравме територијалните граници на нашата татковина, ова е конкретно признание на македонскиот јазик што го очекувавме и што го осигуравме со почетокот на преговорите со Европската унија. Со државничките одлуки, што ги носиме веќе 5-та година поред, потврдивме и осигуравме и европско и светско признание на македонскиот јазик и македонскиот идентитет. И јас сум убеден дека Коневски денес би се чувствувал подеднакво горд во постигнувањето на заштитата на нашата јазична средина, на нашата татковина, како што тој би рекол. Коневски не ја даде одредницата да се работи во служба на иднината и идните генерации. И тоа е нашиот пат, сега и секогаш. Граматиката на македонскиот литературен јазик од Блаже Коневски е капитално дело со трајна вредност, бидејќи со неа се поставени темелите на македонскиот стандарден јазик и е зацврстена неговата натамошна употреба. Трајните вредности ги овековечува подсетувањето на нив. И како што Коневски го правил тоа во своите дела, застанувајќи на темелите од светите Климент и Наум, подржувачи на делото на светите Кирил и Методи, го правиме и ние денес со чествувањето на 70 годишнината од граматиката на Блаже Коневски и 100 годишнината од раѓањето на македонскиот лингвист, преведувач, еден од авторите на правописот на македонскиот јазик, Тодор Димитровски, на чии темели ние денес стоиме. Денеска одбележуваме и уште еден значаен юбилеј, кој што е потврда дека македонскиот јазик, а со тоа и македонскиот идентитет, се длабоко вкоренети во македонската, но и светската јазична и книжевна историја и наука. Тоа е 70 годишнината од првата граматика на македонски јазик, на англиски јазик, која што ја напишал американскиот славист и македонист Хорас Ланд во раните 50-ти години од минатиот век.
која што ја одразува најраната фаза на стабилизацијата на македонскиот литературен јазик, представува значаен документ за историјата на нашиот македонски јазик, а има значаен придонес и за афирмација на македонскиот јазик меѓу научните и студентските средини во Соединетите американски држави и Европа. Затоа, почитувани присутни, почитувани медиуми и почитувани граѓани, се додека одиме по патот на Блаже Конески, нема од што да стравуваме. Напротив, како што напишал Влада Урошевиќ, еден од неговите проучувачи, спијачите си спијат, сонувачите сонуваат. А секој сонувач воедно е и летач. Летот на Конески се состои во тоа што се издигнал над своето време, кога посочил и на потребата од зрела средина, која што ќе оцени, чита и гради и понатаму својата литература на својот јазик, бидејќи очигледно проценил дека напредокот е всушност само потврдување. Изданијата на македонски јазик, што ги промовира со овој настан Институтот за македонски јазик, покажуваат дека современата културолошка јавност е подготвена да одговори на повикот на Конески за континуитет и напредок. Воедно, владата ја поддржа дигитализацијата на сите картотеки со 5 милиони единици во Институтот за македонски јазик. Јас доаѓам од дигиталната индустрија. 22 години работев во приватниот високотехнолошки сектор. Јас не сум политичар кој што доаѓа цела кариера од по кабинети, кој што седел и чекал само затоа зашто е таму кариерата да му оди во нагорна линија. Јас својата професионална кариера 22 години ја градев во приватниот сектор. И затоа знам дека таа дигитализација, како што сме ја ветиле, како што е почната, така и ќе ја завршиме, за да можеме македонскиот јазик да го направиме достапен на сите во светот преку дигиталните медиуми и да остане за навек за нашите генерации. А во институтот, честитам, по 24 години, кога е вработен само еден вработен во овој институт, сите оние кои што мене ме обвинуваат во текот на изминатите 9 месеци, кои што шират лажен патриотизам, кои што зборуваат за македонски јазик, 11 години владеја. За тие 11 години. Дополнително и други 13 години. Еден човек е вработен. Разговаравме со директорката. Колку се потребите, ја прашав директорката, кажа 17. Се слушнав со министерот за финансии и му кажав 17 вработувања во Институтот за македонски јазик. Веќе 13 се реализирани, до крајот на месецот и 4 други ќе бидат реализирани и сакам да им честитам на сите кои што го започнаа својот редовен работен однос во овој институт. Затоа зашто и институтот и мисијата која што ја има, тоа го заслужува. Тоа не се ресурси на кои што треба да се штеди. Тоа се ресурси и тоа е идеја и мисија во која што треба да се вложува. На сите ново вработени сакам да им посакам да бидат ангажирани, да бидат амбициозни и да бидат наметливи, исто како што е професор Груевска во барањата за унапредување на овој институт. Македонскиот јазик, на кој што се преведени англискиот водечки драматург Шекспир, еден од водечките писатели на германски јазик од 20 век, Кафка, еден од светските писатели Достоевски, една од клучните фигури на литературниот реализам во 19 век, американско-британскиот писател Джеймс, еден од највлијателните поети на 19 век, францускиот поет Бодлер, еден од највлијателните автори на 20 век, американскиот писател Хемингвеј и плејада други автори од светската литература живее низ преводите. Македонскиот јазик живее секако низ постоечката македонска книжевна литература и сите книжевни дела. И ќе живее и низ новите дела од современите македонски писатели и на идните генерации македонски автори. Наша обврска како влада е да го возможиме тоа и да дадеме поддршка. Почитувани, сакам да споделам со вас уште една работа. Јазикот живее и ќе живее преку неговата активна употреба.
Единствениот предизвик во однос на македонскиот јазик не доаѓа ниту од исток, ниту од запад, ниту од југ, ниту од било каде. Единствениот предизвик доаѓа тука од нас. Затоа зашто? За да еден јазик живее, тој не може да биде присутен само во книжевни дела. Него мора да го зборуваат луѓе, да го зборуваат македонскиот јазик и во Скопје, и во Охрид, и во Струмица, и во Кичево, и во Тетово, и во Куманово, и во Велес. За тоа ни е потребно новите генерации и идните генерации да бидат тука во нашата држава, тука да работат, тука да се развиваат и тука да ни биде македонскиот народ. Затоа ги носиме овие одлуки за преговори со Европската Унија. Нашите деца не одат во Русија. Нашите деца не одат во Кина. Нашите деца не одат во Молдавија или во било која друга држава. Нашите деца одат во Европската Унија да работат. Затоа зашто во Европската Унија се живее побогато. И затоа јас стојам на чело на концептот за Европска Македонија, членка на Европската Унија до 2030 година. За да стандардот на живење овде биде како во Европската Унија и да не мора децата да ни одат во Европската Унија, туку тука да живеат, да работат и тука да го говорат македонскиот јазик. Тоа е наша обврска. И ние сакаме македонскиот јазик покрај во делата, каде што е зачуван, да се развива активно, гордо и правилно да се употребува од граѓаните низ целата држава. А за да македонскиот јазик активно живее, треба да има луѓе, како што кажав, кои што тука го зборуваат и денес и во иднина. А тоа ќе се случи само ако државата им понуди иднина на младите, за тие да останат тука и да го зборуваат јазикот, да го збогатат и да ја пренесат љубовта кон него на своите деца и на своите внуци понатаму. Она кон кој е целам, со ова што го кажувам сега, е дека ако нашите деца си заминат, нема да остане никој кој ќе зборува на јазикот на нашите предци. И затоа, сите заедно, мора да ја оствариме целта државата да ни оди напред, да овозможи нови работни места и децата да ни бидат тука. А дали ќе биде така? Тоа зависи само од нас. Нашата обврска како влада во овој контекст е да направиме се што е во наша моќ да обезбедиме услови за да ги задржиме младите дома. Нови фабрики, нови подобро платени работни места, подобра инфраструктура, подобри училишта и болници. Да се осигураме дека во нашата иднина нема да има место за лажен патриотизам или лажна гордост, туку компетентност, напорна работа, трудолюбивост и одговорност. И љубов кон јазикот кој го зборувале нашите предци и кој го зборуваме и развиваме денес сите ние. Ние како влада сакам да знаете дека сме цврсто определени да ги поддржиме сите проекти и иницијативи во насока на негување и употребување на македонскиот јазик и негова афирмација во европското и светското семејство на јазици, идентитети и народи, каде што рамноправно припаѓаме. Ви благодарам.